17 ноември, петок, саат 20:45, 8:45. Локација Рим, надпревар Италија, Македонија. Hello, јас сум Јовица Симоновски, TJ, а вие го следите Overtime на YouTube каналот BMG Network. Време е за репрезентации, време е за Македонија. Еј вака, пишувајте во коментар ваше размислување за надпреварот, кој ќе тепа, како ќе тепа и така натаму. Да видиме кој ќе погоди точен резултат. Мала, точен тешко да се погоди. Ама знам дека нема да паѓаат многу голови. Значи, прашањето е едноставно. Дали можеме уште еднаш да го изненадиме големиот фаворит? Време е за последните два меча од квалификациите за пласма на Евро 2024. Италија, Македонија и Македонија, Англија. Ние немаме шанси, испаднавме од трката за пласма на Евро уште пред да почнат квалификациите, уште по жребката. Оние моабети дека можеме да изненадиме во групата беа како да кажам, чудни, благо кажано чудни. Било што било, сега прашањето е дали можеме да ја натираме Италија да заплаче уште еднаш. Еј, ние играме за престиж, ама Италија, ако сака на Евро, мора да тепа. Видете ја табелата. Англија веќе обезбеди пласма на Европско првенство, Украина е втора со 3 бода повеќе од Италија. Во последниот меч Украина е домаќин Италија, што значи дека овој дуел ќе решава се. Но Италија сака да влезе во тој меч со изброј на бодови како и Украина. Ќе видиме. Не, шала на страна, Италија треба да тепа. Сега, требаше да тепа на сите надпревари против Македонија до сега, ма тепаше само еднаш. Ајде да се вратиме малку. Прво, во квалификации за светско првенство Македонија Италија 2-3, што е единствената победа на Италија против Македонија. После тоа во Торино 1-1, ви текнува со не голо на Трајковски. И сега доаѓа на најболното за Италија, а најдоброто за нас. Бараж за светско првенство Италија Македонија 0-1. И каков ден беше тоа е. Незаборавно. Италија не отиде на светско ради нас. Сега Италија може да не отиде на европско пак ради нас. И на последниот надпревар сега во овие квалификации Македонија Италија 1-1. Значи Македонија пак може да биде пречка за Италија да игра на едно големо надпреварување. Билансот е нерешено. По една победа и пораз и две нерешени. Ќе видиме. Како ќе изгледа Македонија на овој надпревар? Дефанзивно. Ќе играме 5-3-2 или 5-4-1. Одбрана. Ќе се браниме и ќе чекаме шанси од контри. Усвари, така игравме на сите надпревари до сега против Италија. А како ќе изгледа Италија? Лучано Спалети има многу проблеми со составот пред надпреварот во Рим. Многу. Повреди, откажувања, суспендирани, од се помалку. Ди Лоренцо е суспендиран. Одсутни се Толој, Мерет, Локатели, Калабрија, Удоги, Мансини, Имобиле и Скалвини. Полот тим што играше на надпреварот во Скопје нема да игра во Рим. Ама тоа нема да биде проблем за Италија. Едноставно нема да биде проблем. Сега одбраната ќе биде составена исклучиво од фудбалери на Интер. Лево Ди Марко, десно Дармијан, централни Ачерби и Бастони. Тоа може усвари да биде и предност за нив. Во средина, Жоржињо ќе биде стартер, покрај него Барелја и Фратеси. Имобиле нема да игра, па во нападот ќе стартува Скамака, а по крилните позиции Берарди и Киеза. Како и да гледаш, добар тим. И кој ќе тепа? Ајде, кој ќе тепа? Само знам дека нема да паѓаат многу голови. Ништо, навиваме за Македонија и во понеделник вториот меч од овој прозорец. Македонија, Англија, сите на стадион. И колку сакам да тепаме со Италија.